Почитувани, добра вечер. Ја следите анализата на Телевизија 24. После долги најави и разни информации во земјава, утре би требало конечно да стигнат вакцините и тоа ќе бидат вакцини кои ќе стигнат како донација од соседна Србија, сепак, а не претходно најавените кинески вакцини од Синофарм, која државава ги купи директно од кинескиот производител. Како ќе почне вакцинацијата, како ќе тече, колку вакцини ќе се аплицираат на ден и кога би можеле да го достигнеме колективниот имунитет е сега едно од главните прашања, бидејќи тоа значи на некој начин и излез од пандемијата, барем во земјава. Ова е една од темите за кои вечерва ќе разговараме со нашите гости, меѓу останатото, а ќе зборуваме и за оние други горливи теми кои се случуваат пред се во собранието. Тоа е пописот, како и македонските евроинтеграции и проблемот со Бугарија. Наши вечерашни гости се двајца пратеници од собранието, еден од СДСМ, еден од ВМРО-ДПМН, тука е Ненад Коцик, добра вечер, и Петар Ристевски. Добра вечер на двајцата. Како што кажавме, би почнале, мислам дека со пандемијава, една работа која е прилично сега повторно актуелна со вакцините. Знам дека дел од граѓаните ги очекуваат желно, сакаат да почне таа вакцинација, таа имунизација. Има секако и дел од оние кои се скептици, но верувам дека имунизацијата е на некој начин излез од кошмаров кој што го живееме цела година. Господине Коцик, зборувам за најавите кои доаѓаа од здравствените власти, тие можам да кажам беа прилично конфузни, збунувачки во однос на вакцините. Прво од тоа од кого ќе се набавуваат, како ќе се набавуваат. Не сакавме кинески и руски вакцини, за на крај сепак да земеме кинеска, кога видовме дека нема други. Вакцините од Србија, кои утре би требало да ги прими премиерот Заев, српскиот премиер Вучич, земјава не можеше веднаш да ги прими поради тука проблем со регулативата, иако не беа донирани. Ми се чини дека некако не сме баш толку подготвени за овој процес, колку што велат здравствените власти. Добро вечер, благодарам за поканата да учествувам во оваа емисија. Поздрав до вас, до колегата и до сите гледачи на оваа телевизија. Може би најлогично е првите вакцини да стасат од Република Србија, затоа што представништвото на Pfizer за Република Северна Македонија е токму во Белград. Тие големи компании, тоа е нивна политика, имаат своји представништва регионално понекогаш. И доколку контактирате со нив, ќе видите дека за Норд Македонија, значи како што пишува, представништвото е во Република Србија, односно во Белград. Интенцијата на нашата влада, Министерството за здравство, беше нормално да се обезбедат најквалитетните вакцини, кои што врз основа на испитувањата и анализите кои што ги се прават предизвикуваат, односно носат ефикасност од повеќе од 95%, 96%, и кои што врз основа исто така на испитувањата се од производство на компанијата Pfizer. Меѓутоа, како што рековте, не само Македонија, него и цела Европа на еден проблем со испораката на нови вакцини. И јас лично сметам дека за нашите граѓани треба да се обезбедат најквалитетните и најдокажаните вакцини. И добро е што на крајот се успеа да се реши овој законски проблем и да се овозможи увоз на вакцините од Pfizer преку Република Србија. Законите за увоз на лекови се многу ригорозни, затоа што се работи, се влијае директно на здравието и животот на граѓаните. И во овие услови сега, кога практично компаниите, не само Pfizer, него сите кои што произведуваат во светот, имаат некои недостатоци во однос на исполнување на законските регулативи, беше очекувано да се најде на проблем доколку останат истата регулатива. Извршивме промена на соодветните закони во Законот за лекови и медицински помагала и сега се отвори овој пат. Следната недела стигнуваат вакцините кои што се нарачени од Кина, кинеските вакцини, така да полека може да започне процесот на вакцинирање. Многу е важно да не добиеме негативен впечаток, односно погрешна перцепција дека сега почнала вакцинирањето и проблемот е решен. Значи да не се лажеме, да не лажеме јавноста.
Проблемот ќе биде решен во моментот кога ќе се постигне тој колективен имунитет. До тогаш важат сите мерки и препораки кои што важат од лани отприлика ова време, значи носење маски, дезинфекција, физичка дистанца, затоа што и со почетокот на вакцинирањето не значи дека е завршена вакцината. Тоа е едно од главните прашања, кога би го постигнала ние тој колективен имунитет, ќе зборуваме за тоа. Ристевски, ова што го каза господинот Коцик е отприлика објаснувањето на властите кога ги прашуваат во однос на вакцините, на процесот на имунизација во земјава, дека тој процес е глобален, не е само тука, но сепак фактички сега само Македонија ми се чини, Косово и Црна Гора ми се чини се земји кои немаат ниту една вакцина се уште во цела Европа. Па видете, колегата Коцич како пратеник од власта мора да брани и нешто што не се брани во овој момент. Покрај многуте извештаи негативни за Република Македонија, кои ни стигнуваат од секаде последниве денови, е еден и онај на Франс Прес, каде што сме рангирани како петта земја во светот во најлошо справување со ковид кризата. А вакцинацијата, имунизацијата е уште еден показател за неспособноста на ова власт која во моментов е на власт во Република Македонија. Но да одам со ред и да кажам зошто. Ова што сега ни се случува е исто како да не изненади снегот во јануари. Тоа значи дека покрај една година справување со корона криза, една година пандемија во Република Македонија и во светот, дури сега најдоа за сходно властите, здравствените власти, владата да извршат адаптација на законската регулатива за да можат да се увезат вакцини во Република Македонија ја обвинуваше вас за тоа дека го кочете процесот во собранието. Апсолутно не е точно, ниту сме го кочеле, ниту нешто ќе кочиме кога се однесува на здравјето на граѓаните на Република Македонија. Одговорно тврдам како член на Комисијата за здравство во собранието на Република Македонија дека и на Комисија за здравство и на пленарна седница дадовме поддршка за изгласување. Но проблемот е што сето ова е многу касно. Но да одам со ред. Вие кажавте и само ќе потврдам вашата констатација дека Република Македонија е единствена земја заедно со Косово во Европа каде што не е отпочната имунизацијата. Ниту една вакцина во моментов не е увезена и ниту се почнало со вакцинација. Само за пример ќе наведам до кој дереже сме стасани. Авганистан започнал со вакцинација и набавил 500.000 вакцини. За Србија излишно е да зборувам, бидејќи се доближуваат веќе до 1 милион вакцинирани. Само до пред некој месец премиерот Заев и министерот Филипче се подсмеваа на соседна Србија и не убедуваа дека сме лидери во подготвеноста и припремноста за отпочнување и спроведување на имунизацијата. Но од сето таа припременост ќе ни останат, јас се сомневам и тоа дали е набавено и спремно, оние фамозни фрижидери кои ги најави министерот дека сте спремни, а не знам дали и тие се спремни воопшто за чување на вакцините. Вакцини во Република Македонија е факт дека нема. Затоа што уште не ќе кажам, оваа власт покажа и докажа дека е апсолутно неспособна за тоа. И на почетокот не убедуваа дека ќе добијаме вакцини преку Република Грција. Кажаа колку и да набават, дел ќе ни достават и нас. Тоа не се случи. Истата приказна продолжи со соседна Република Бугарија. Се најавуваа вакцини од таму. Истото се случи, не добијавме ниту една вакцина од Република Бугарија и за крај стигна шамарот од Република Србија, односно изјавата на премиерката Ана Брнабич, каде што кажа дека и покрај одлуката на председателот на Република Србија и одлуката на владата на Република Србија да ни достави 8.000 вакцини на Pfizer, ние како земја не сме спремни за да ги примеме. Ниту сме имаме регистрирано за увоз на вакцини, ниту имаме план за вакцинација. Значи, уште еднаш да напоменам, после цела година пандемија во Република Македонија и во светот, ние како држава, како здравствени власти, неодговорно и недозволиво е да немаме план за имунизација.
Ми се чини сакавте да реплицирате нешто ли? Да, ова е типичен пример како опозицијата фактички една Ова се година факти. деструктивно и неодговорно се однесува во однос на оваа пандемија, која што за жал го зафати цел свет и која што зашто поголема жал однесе илјадници, стотици илјади животи во светот и многу животи кај нас. Од една страна, деструктивно и неодговорно однесување. Знаете уште на самиот почеток кој зборуваше дека пандемијата е измислена од наша страна, потоа не почитуваше правила и протоколи, претпладне плачеа дека не се презема ништо за здравјето, заштита на здравјето на граѓаните, а попладне масовно ги кршеа препораките на Комисијата за здравствени заболувања. Меѓутоа, граѓаните многу добро помнење имаат, не ја признаваа работата на Комисијата за заразни болести, па бара нивно разрешување, ги шиканира луѓето по медиумите, ширеа дезинформации, ширеа лажни вести, со што се праќаше лоша информација кај нашите граѓани како и што треба да се прави. Сме имале многу дебати на Комисијата за заразни болести, и тоа жестоки. Јас најодговорно тврдам дека сите мерки кои што беа преземени од почетокот беа врз основа на препораките на Светската здравствена организација. Од почетокот се преземаат први во регионот, ако не и во Европа, воведовме термални камери, се воведе рестрикција на движењето, оној локдаун кој што се на почетокот се направи, односно карантините кои што се воведоа, успеавме да ги избегнеме овој период што има многу битно влијание врз психолошкото здравје на луѓето. Од друга страна, цела Европа повторно се затвори со препораките на Комисијата за заразни болести. Сме сведоци дека функционира и економијата, и школството, се одржа и парламентарни и локални избори без ниеден негативен ефект врз здравјето, без ниеден кластер. Меѓутоа, желбата на опозицијата да се ќарат политички поени во оваа здравствено-економска криза не прекинува ни сега. Цел свет се знае што се случува со вакцините и каков е проблемот. Добро е што е Република Северна Македонија релативно мала држава, што е мала држава со едва 2 милиони жители и единствен предизвик кој што треба да го направиме сега заеднички е да организираме една добра вакцинација, да спроведеме една организирана и брза вакцинација. Никој, значи ако зборуваме веќе стручно, не може да гарантира колку ќе трае имунитетот. Ако направиме ние вакцинација во март, ако 6 месеци трае како што се претпоставува, значи ние имаме гаранции во наводници дека до септември месец сме некако заштитени со тој, нели, доколку успееме да направиме квалитетна, односно вакцинација на над 70-80% од луѓето. Меѓутоа, што ќе се случува потоа? Кој знае? Кој го претпоставуваше во септември месец лани минатата година британскиот сој? Знаеме што ќе се случува понатаму. Затоа е потребна стратегија и стратегијата да се имплементира. Со ширење на дезинформации, со ширење на лаги, со ширење на негативна енергија, кој што цело време оваа година неодговорно го прави нашата опозиција, со плукање постојано по здравствените работници кои што се во првата одбранбена линија под оваа корона епидемија, не се носи добром држава. Добро е пошто Мора да се надоврзам кратко. Неодговорно е ваквото однесување на еден пратеник од власта. Сепак е ова одговорна функција, не гледаат граѓаните, не бирале, а да видиме нивни представници. Јас секогаш дискутирам со факти и со аргументи. Ова што го кажува колегата Коцич се приказки за мали деца. Фактите се овие, дека во моментов Македонија е единствена во Европа заедно со Косово нема вакцини. Друг факт, планот за вакцинација е донесен кон крајот на јануари 2021 година. Уште еднаш слушнете ме внимателно. Крајот на јануари 2021 година, сега пред некој ден. А во Македонија имаме пандемија една година. Друга работа, регистрацијата, законот за регистрација на лекови, што е предуслов да може да се увезат вакцини во Република Македонија, исто го донесовме пред некој ден. Зашто зборуваме сега? На чија страна се фактите? Јас не зборувам овде дека со шпекулации, ја изнесувам факти. Република Македонија, колку страшно е ова, е посочена од Американскиот научен и здравствен совет како една од земјите која дава лажни информации, лажни бројки, лажни показатели, извештаи во однос на COVID-19. Не мора колегата Коцич да го демантира Петар Ристевскиот прилеп, нека ги демантира Американскиот научен и здравствен совет. Ова не го кажав јас, го кажа Американскиот научен и здравствен совет. Македонија е во земјите кои си дозволиле да ги лажираат извештаите за COVID-19.
Ова се фактите, колега Коцич, што секогаш ви ги зборуваме и на комисија, и на пленарни седници, и секогаш кога има дебата во собранието на Република Македонија. Вие си дозволивте после година дена, после 3000 смртни случаи кои ги имаме во Република Македонија од COVID-19, близу 100.000 заболени од COVID-19, да немате план за вакцинација да го носите сега. Да немате закон за регистрација на лекови со кој ќе се дозволи увоз на вакцини. Па немојте, ве молам, зборувајте одговорно и зборувајте со факти. А за се друго можеме, со ланскиот свет можеме до Сабаље да си разговараме. Но ова е сериозна телевизија, сериозна емисија, не гледаат граѓаните и тие нека оценат кој зборува и кој разговара со факти. Патем само да прашам, каде се оние 800.000 дози за кои власта кажа дека се авансно исплатени? На каде се исплатени? Каде се парите и каде се вакцините? Ако се авансно платени, треба вакцините да ги имаме. Тоа се од ковакс механизмот. Да, ма каде се? Сега гледаме дека ги нема, па се свртевме кон Кина, која беше стигматизирана претходно, сатанизирана, кон Русија. Значи, колега, одговорна влада, господине Резвановиќ ДПМН и господине Коцич, одговорна влада немаше и не смееше да си го дозволи ова што си го дозволи неспособната власт на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Не смееше да ги остави граѓаните последни да отпочнат со имунизацијата. И уште еден факт, ние зборуваме за имунизацијата како да е почната, а не е почната. Ние немаме во моментов увезено вакцини во Република Македонија. Тоа е фактор. Да. Сето е друго приказки за Мари зборува за заштита од COVID-19 навистина е непринципиелно или било кој нивни представник, затоа што првиот пат кога промената на законот за лекови и медицински помагала беше поставен на дневен ред во собранието, како дел од точката на дневен ред, тие бойкотираа седницата. Значи имавме проблем точно со мнозинството затоа што еден пратеник беше позитивен, еден чекавме тест и немавме можност да обезбедиме мнозинство. Меѓутоа, кога се работи за здравието на граѓаните и кога се работи за заштита, мислам дека не треба да има разлика помеѓу нас. Така да најмалку она што може да зборуваат се околу законот, измените на законот, затоа што тие не учествуваа во законските измени односно во измените на законот за лекови и медицински помагала, од кога ги прозвавме во јавноста дека ВМРО ДПМН не е одговорна опозиција, дека не мисли добро за јавноста, на следната седница дојдоа, меѓутоа ние веќе имавме можност да работиме. Има кога е закажана комисијата за здравство со точки на дневен ред, така да ама лажете, значи не ви упадна во зборот. Не, морам да ве прекинам, лажете. Не ви упадна во зборот. Значи не е добро да се лаже. Така беше, ја следат и новинарите и народот бевте прозри од наша страна дека на првата седница кога беше поставен законот за лекови и медицински помагала не бевте присутни во собранието, како и на еден куп седници кои што идете се потпишувате дека сте присутни и сте напуштате не сте присутни на собраниските седници. Тоа го знае јавноста, го зборуваме скоро секој ден од прилика и не знам дали има друга професија во државата каде што може работникот да иде да се потпише, да си земе дневница, да си земе патен трошок и да си иде да си руча. Не знам дали може работник во фабрика да го направи тоа, дали може дали за себе го зборувате или знаете вие за кого го зборувам, знаете кој се потпишува и кој се оди, ве молам слушате ме, ви слуша во однос на статистиката. Мислам дека треба да користиме светски статистички методи. Цело време зборувате да Македонија е најголема дупка, дека најмногу починати има, дека најмногу заболени. Значи, ширите дезинформација. Ама не е дезинформација. Еве, вие кажете дали имаме вакцини, дали во Македонија е почната имунизацијата. На светските мерила за бројот на заклучени, го слушајте ме. Во Афганистан имате 500.000 вакцини аплицирани. Молам да слушате се, колега Коцич. На листата цело време ширите дезинформација дека сме најголема дупка во однос имунизацијата, дека имаме ковидот, дека сме имаме најголем број, значи лажете, како да ви кажам, отворете ги светските Worldmeter имаат ковид Worldmeter секој ден. На средина сме во регионот, пред нас Словенија, колега. Словенија има поголем број на починати. Дали слушате се? Имате информации од Словенија, од Босна во регионов, за жал има поголем број на починати. Дека ги фингираат резултатите, извештаите за COVID-19. Да ме слушате како што ви слушам. Ама нема што да ви слушам. Значи, ви кажувам дека е лажно. Ние врз основа на бројот на починати, за жал починати во 1 милион жители, не сме ни први ни во регионов, ви кажав 3 пати на седница. И Словенија е пред нас. 80.000 има вакцинирано Словенија. Колку има починати, знаете? Не знаете.
Значи вакцинацијата не е право пропорционална со бројот на починати. Не реков. Една друга статистичка анализа да ви кажам. Во однос на бројот на починати, кога веќе зборуваме справување, Швајцарија и Македонија. Ние сме по бројот на починати некаде околу 10-то место во светот. Швајцарија е после нас неколку места, меѓутоа по бројот на починати на 1 милион жители. Кога ќе направите анализа на вкупниот број на жители во Република Северна Македонија и Швајцарија, имаме индекс 0,1. Направете паралела, значи за условите и платите во Швајцарија и условите и платите во Македонија, па и се што се случуваше. Ајде да видиме малку во однос на бројките за вакцинацијата, да се вратиме за имунизацијата. Значи, министерот за здравство рече дека според планот за вакцинација ќе се вакцинираат 2500 луѓе дневно. Предпоставам дека тоа ќе се иде така доколку имаме цело време стабилна набавка на вакцини и така натаму. Сега јас направив нека мала калкулација, 2500 луѓе на ден, тоа се отприлика 100 дена ќе ни треба за 250.000 да вакцинираме, 200 дена за 500.000 да вакцинираме. И тоа е, збориме во варијантата кој што е кажана. Кај нас знаеме како да работите, дека тешко тоа ќе оди како што е предвидено секогаш, поради значи објективни и субјективни причини, значи и поради системот, но има и луѓе кои не сакаат да се вакцинираат и така натаму. Еве да се надеваме дека ќе биде толку. Но сепак оваа бројка мене ми се чини лаик, вие сте двајцата лекари ќе кажете дека е мала според планот за вакцинација, дека 2500 луѓе дневно, дека ние колективниот имунитет веројатно ќе го достигнеме 2021 година. Вака. Ако е ваков планот. Сакам за тоа да ми кажете нешто. Што мислите? Вака, значи министерот многу милува да прогнозира и да пред време да изнесува прогнози, но видовме дека воопшто не е добар во тие прогнози. Само ќе спомнам на почетокот на оваа пандемија што прогнозираше министерот Филипче. Заедно со председателот на Комисијата за заразни болести, епидемиологот доктор Жарко Караджовски, беа блиски во ставовите и во прогнозите и во бројките. Министерот Филипче прогнозираше 2000 заболени дека ќе имаме во оваа криза и некаде околу 150 починати. И врз тие прогнози ја базираа понатаму, нормално е да ја базираат, да имат план како ќе се справат, комплетната стратегија за справување со COVID-19 во Република Македонија. Тука зборувам за ангажирање на здравствени работници, лекари, медицински сестри, бројот на болнички кревети, бројот на ковид центри и комплетната логистика која е потребна за справување со оваа пандемија. Но што видовме? Министерот не сгреши за еднаш или два пати, сгреши, прогнозираше 2000 заболени, во моментов доближуваме до бројката од 100.000. Да, господин Ристевски, но знаете што, воред тие предвидувања... Бројот на починати, извинете, бројот на починати ја помина бројот на прогнозирани заболени случаи од министерот Филиче. После таква утка, требаше министерот со комплетната стратегија која беше погрешна понатаму, врз основа на овие планови и на овие прогнози, требаше досега 100 пати да си поднесе оставка. Сакам да ви кажам... Министерот Филипче е најлошиот министер за здравство во Република Македонија во незината историја. Сакам да ја прашам во однос на планот... И со вакцините. Да. Понатаму е плод на лошата стратегија, лошиот план на министерот Филипче. И затоа сега тој зборува за 2500 вакцинирања на ден, а немаме ниту една вакцина. Први да ги донесеме вакцините, па да ги видиме понатаму како ќе се одвиваат работите, плановите. Ние немаме план за вакцини. Пред некој ден уште еднаш ќе повторам. Добро, но што мислите конкретно за планот за имунизација? Што мислите? Тоа сакам да ми кажете. Па исто така мислам дека таа динамика која ја спомнал, дека навистина е спора и ќе ни треба многу време. И тоа ќе се одрази врз комплетниот живот на граѓаните на Република Македонија. Нормално, прво и здравието, а понатаму и се она
и економијата и се што трпевме до сега и доправа ќе трпиме. Да. Преголем е периодот што ни треба 2-3 години за да се изврши комплетна имунизација Да, на населението. тоа Премногу е периодот и многу изгубивме до сега, а уште толку ако си дозволиме да губиме ќе биде премногу. Да, Значи ако ги имавме Интересно вакцините е- многу порано и ако имавме обезбедено доволни количини, сето тоа можеше да оди многу подобро со подобра динамика, бидејќи ние како држава имаме капацитет да извршиме со позабрзана динамика таа имунизација. Да. Интересно е што колегите од опозицијата... Уште еден факт, само ќе кажам, се извинувам колега, еве нека ме демантира или нека потврди колегата, денеска требаше да имаме комисија за здравство, на дневен ред беше носење на комисија за имунизација во Република Македонија. И тоа го немаме. Да. Значи со тоа се касни. Апсолутно се касни со на се. опозицијата и имунизација во Македонија секогаш се прави, мислам, ова е веќе смешно. Покрај тоа што шират дезинформации, значи изјавите околу бројот на заболени беа за првиот пик во март месец, кога се очекуваше дека летото вирусот ќе го снема. Не од нас, мислам како здравственици, него од цел свет. Значи, дај да зборуваме малку по-професионално, а не она што ни го напишале партиските. Сепак сме професионалци во своите струки. Значи, стануваше збор за додека некои други одеа по теретани, по кафани, па ги фаќаа, па кршеа правила, па им се смееа Цело време, сите. колега Коцич, зборувам со факти. Извинете, јас не ви упаднав ниеднаш во зборот. Бидете парламентарни, бидете културни. Не сме во собрание да ми дофрлате. Додека одеа по теретани и кафани, им се смееше цела Македонија. Точно е дека првата проекција беше до 2000, меѓутоа за првиот пик. Уште во јуни месец испадна министерот и комисијата за заразни болести и кажа: се очекува втор пит во септември. Се спремаме, болници, ова, она, се смее. Во однос на тоа што препорача комисијата за заразни болести, тврдам дека се што препорача беше максимално професионално. Опозицијата не ја извади од уста една година. Зошто? Затоа што и министерот и комисијата имаат огромна доверба кај народот. Зато им смета. Она што е добро и смета на опозицијата за државата. Нив им смета кога луѓето се заштитени, кога имаат доверба во системот. Они тоа го сметаат за нивна негативна работа. И препорача нова комисија со тројца инфектолози, со двајца микробиолози и не знам епидемиолози, 10 души. Кога ги прашав на комисија за заразни болести, за здравство, зошто им се тројца инфектолози? Ќе се докажуваат кој што мисли, покажуваат основно непознавање во медицината. Во медицината можете да лекувате вие со повеќе лекови, меѓутоа секогаш се практикува медицина базирана на докази. Со оглед на тоа што ова е нов вирус, се практикуваат препораките на Светската здравствена организација. Комисијата за заразни болести донела во март месец насоки за лечење од COVID-19. Ги ревидирала во октомври и точно пишува лекарите кои што работат примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита како треба да се однесуваат, односно да ја проценат клиничката слика и соодветно да реагираат во однос на подобрување на здравствената слика. Опозицијата, сите беа подпишени и од албанската, мислам дека опозиција, и Левица, и ВМРО-ДПМН, покажува непознавање основно во медицината. Навистина, ја и на Комисијата за здравство реагирав, зошто одат на рушење на оно што функционира. Господин Коцич, не сакав и пред малку на господин Ристевски толку да се враќаме на тој период, мислам дека доста го дискутиравме и во студијава. Сакав еве и вас конкретно, што мислите за планот за имунизација? Околу планот за вакцинацијата е правен бројот на минималниот број на граѓани кои што ќе се вакцинира. Односно, првен ќе се вакцинираат најризичните групи, здравствени работници, возрастните граѓани, луѓето со хронични болести. Јас, лично мислење, не ме изненадува опозицијата што немаат став, затоа што немаат став за ништо што треба да биде, немаат план, него знаат само да ги извртуваат фактите. Минималната бројка би требало да биде таа. Меѓутоа, со оглед на заинтересираноста, по оваа потреба што веќе се јавува да се вакцинираме, јас сметам дека бројката на вакцинирани на дневна основа ќе биде уште повисока и основно правило да се заштитат оние луѓе кои што се најизложени, односно во најкритичните групи, за да немаме голем број на смртни случаи и да немаме ова што се случува до сега во целиот свет. Инаку не значи вакцинацијата дека не можеме да заболиме. Вакцинацијата значи дека
сме го примеле вирусот, дека организмот создал антитела, дека може да се бори со него, меѓутоа ние повторно можеме да, нели, во контакт со вирусот да бидеме со полесни симптоми. Тоа е идејата на вакцинацијата. Да, но со 2-3 вакцинации дневно тешко дека ќе стигнеме до колективен имунитет. Тоа е проста математика. Минималната бројка би требало да биде таа, меѓутоа доколку има можност, односно граѓаните покажат заинтересираност, затоа и се прават овие автоматски пријавувања, односно електронски пријавувања, секако дека бројката може да се зголеми во основа на затоа што вакцинацијата не е задолжително, него е по лична желба на граѓаните. Да, добро, ќе направиме сега кратка пауза за реклами, се враќаме во студиото, продолжуваме со тема попис. Останете со нас.